Тетекс против Штипска Брегалница во шестото коло на македонската прва фудбалска лига. 9-то пласираниот Тетекс против 10-то пласираната Брегалница на градскиот стадион во Тетово ќе ги одмерат силите. Разбирливо е зошто во првите 5 кола тимот на Тетекс играше подпросечно, би се рекло. Има кратки подготовки, има проблеми со финансиите и тимот беше закрпен. Само неколку денови пред почетокот на првенството, но веќе избраниците на Сетинов мора да почнат да Лазаревски, шут на Лазаревски, добар шут на Сашко Лазаревски, парада пак на Мажаровски. Одличен гол, фантастично! Николче Клечкаровски, втор гол оваа сезона за центар форвард на Тетекс, израмнување 1-1. Има два многу брзи крилни фудбалери пак во својата екипа. Велковски по десната страна и Шишков овде по левата. Еве го Столевски за водство на Тетекс. Прекрасна одбрана на Баснарков, останува опасно пред голот на Брегалница. Еве можност за контранапад на Тетекс. Прекрасна ситуација и на крајот гол за Николче Клечкаровски. 2 гола за Клечкаровски, водство на Тетекс од 2:1. Вучетич добро смирува на крајот, одлична интервенција на Мажаровски. Значително ја поправи својата игра. Еве одлична ситуација сега. 1-1. Вратено назад. Стојановски, одлична интервенција на Баснарков. Останува 2:1 на градскиот стадион во Тетово. Сега нема офсайд. Стојановски. Урошевиќ на спротивната страна. Столевски и гол! Се одби топката од грбот на некој од играчите и влезе во голот на Брегалница. 3:1 за Тетекс. Можам да кажам дека сум презадоволен резултатот, затоа што имавме една негатива скоро 5 или 6 минути, не знам кој. Не сакам да го винувам судијата, но мислам дека измислен фаул, односно испровоциран фаул од противничкиот играч, ни дадоа гол и ова еден, како да кажам, квалитет повеќе за мојата екипа, затоа што од 0-1 да се вратиш во 3-1, значи јас како што реков и минатиот пат, Тетекс има квалитет и ќе игра се подобро и подобро. Па самите надписи во весниците дека Брегалница доаѓа по 3 бода, нешто влијаеше кај играчите мој, но ја им реков во собликувалната дека ова е срам за Тетекс, ако Брегалница доаѓа во Тетово по 3 бода. Мислам дека они се свестија дека Тетекс е далеку подобар тим од Брегалница и во овој момент и секој пат бил подобар, така да они сватија после на полувреме дека они не се ништо и покажаа дека вредат. По-големата част од такмиците надиграхме Тетекс, но това не е достатъчно. Много сме слаби пред гола и допускахме детински голове.
от първия гол се получава. Не? По принцип, всеки отбор може да приема гол от корнер, но на другите два гола при контратаки, при груби грешки на нашите футболисти, при такава разлика вече в резултата, в последните минути не бехме концентрирани, не доиграхме добре атакмицата, но какво да кажем, след като сме загубили с 1-3, няма какво много да се каже. Взимаме си изводи от грешките, къде правиме и вървиме напред. От друга страна, виждам, че отбора играе добре и тая екипа има бъдеще с попълненията, където очакваме всеки момент да влезнат в екипа. Мислим, че ще станем по-стабилни и ще станем по-озбилни. И ще имаме резултати, аз съм сигурен.